Кратко, може би ќе биде и во насока на некаков си одговор или комуникација со колега, со прашањата кои што колегата ги постави, а новиот назначен раководител се уште ги нема. Често пати кога беше овој извештај на тема на дневен ред, наоѓав приличен број на замерки околу трошењето на финансиските средства, тоа се финансиски средства на граѓаните. И треба навистина многу да се внимава. Она што остана да лебди и не се расчисти, и затоа апелирам до новото раководство да се позанимава малку со трошењата во минатото. Например, одржување на софтвер се зголемува за околу 1 милион денари, а софтверот е набавен во 2022 година. Сега не зборувам за оваа година, туку зборувам за нешто што било, а останало така. Треба ова раководство да се позанимава со таквиот вид на трошења и нормално таквиот вид на трошења сега да ги нема. Затоа што, пак ќе повторам, тоа се пари на граѓаните. Тоа е едната работа. Исто така во ставките во категорија се намалени расходите за 2022 година на транспортни услуги, меѓутоа се зголемени патувањата. Друго нешто, систематски прегледи. Ако се знае дека систематски прегледи се вршат на секој 18 месеци, зошто во 2021 година се потрошени средства за систематски прегледи. Значи напишано ставка систематски прегледи, а истите не се направили. Ако, како што вели колегата, се задлабочиме повеќе, можеме да најдеме многу, значи договорните услуги се сеќавам дека беа зголемувани за повеќе од 3,5 пати. Исто така се сеќавам на едни извештаи каде што мислам дека повеќе од 50% беа зголемени услугите за превод, фотокопирање, некои такви работи кои што вие како агенција треба да ги имате и ги имате сигурно, но се напишани во расходи. Има и други работи кои што забелешки, службен пат во странство, дневници зголемени над 40%. Значи, пак ќе повторам, не се работи сега за ова. Внимание треба да обрнете како ново раководство, да направите ревизија. Јас мислам дека и ревизорска куќа работеше, ако не грешам. Да посветите внимание на забелешките од ревизорскиот извештај и не само внимание, туку согласно закон да работите согласно она што го констатирал ревизорскиот извештај и ревизорот и постапките кои што следат согласно закон. Затоа што, да повториме, граѓаните дале доверба за да има правда и да не се трошат финансиските средства на граѓаните на начин како што биле трошени во минатото. Благодарам.